Добро вечер. Додека Кочани се уште закрепнува од трагедијата, владата отвора нова телефонска линија за поддршка на повредените и нивните семејства, преку која ќе се адресираат сите барања и потреби, со цел истите најбрзо институционално да се решат. Портпаролката Марија Митева вели ова е само прва фаза. Во следниот период ќе се прават анализи и ќе се утврди на кој друг начин може да се помогне. Преку директна телефонска линија управувана од канцеларијата на премиерот Христијан Мицкоски, владата во следниот период ќе комуницира со повредените од трагедијата во Кочани и нивните семејства, кои ќе може да ги изнесат своите барања и потреби. Целта, како што велат, е континуирана системска и организирана поддршка, а телефонската линија ќе стане активна в понеделник и ќе биде достапна 24 часа на ден. Ова доаѓа директно од терени од оние тимови кои што ја направила таа евалуација. Медицинските тимови треба да се грижат само за здравствената состојба на пациентите. Пациентите и нивните семејства имаат прашања кои што се надвор од медицинската грижа, а се однесуваат на некое институционално барање кое што им е неопходно да го решат. За да го анулираме тоа, да воспоставиме директна комуникација и да можеме да го проследиме барањето до институцијата која што е надлежна да го реши, како пример ќе го дадам случајот со боледувањата, ќе направиме се со цел да ги собереме тие барања и брзо институционално да постапиме. Од владата велат ова е само прва фаза. Во следниот период ќе се разгледа и опцијата за отворена канцеларија токму во Кочани, а се размислува и на подобрување на условите во Кочанската болница, за да не мора повредените за сите интервенции да доаѓаат во Скопје. Ова е исто така тема на дискусија која што ја имаме во рамки на владата и која што е дојдена како резултат на информации од оваа работна група која што ги евалуира состојбите. За многу скоро денес ќе објавиме и план како се тоа треба да се реши. Свесни сме дека постојат вакви состојби каде што пациентите и при само изложување на сонце може да имаат било каква дополнителна потреба од грижа. Ќе најдеме начин како тоа да го изменаџираме. Во пожарот во Кочанската дискотека Пулс, кој се случи на 16 март, загинаа 62 лица. 200 беа повредени, од кои во моментов уште 10 се на лекување во болница. 5 мина во странство, 5 мина во земјава, откако вчера се вратија последните двајца пациенти кои беа на лекување во Универзитетскиот центар во Белград. На 30 мај обвинителството соопшти дека ја завршило истражната постапка со која се опфатени 46 лица, осомничени за тешки дела против општата сигурност. Семејствата на загинатите во Кочанската дискотека денеска со почеток во 16 часот и 5 минути го одржаа 9-тиот марш за ангелите. Бараат правда и неселективна одговорност за изгубените животи на нивните блиски. Прашаа и кој ќе одговара за внесувањето на нелегалната пиротехника, која и била причината за пожарот, и како било можно да се прави акциска контрола на објект за кој имало невалидна лиценца и не смеел да работи. И овој пат, како и претходно, учесниците символично маршираа во тишина со фотографии од загинатите и транспаренти, барајќи одговори и соочување со одговорноста која според семејствата изостанува. Дадовме повеќе од доволно време да дојде правдата на нашите деца. Ние, родителите и роднините на починатите и повредените, оставивме доволно време на органите на прогонот да спроведат детална и неселективна истрага. Но во изминатите неколку недели, овие институции ни ја потрошија и последната тронка надеж и доверба дека ова држава може да не заштити. Да се обезбедат сите снимки, извештаи, повици и сведоштва. Да нема селективна правда, ниту еден некогашен наш или нивни да не биде заштитен. Нашата порака е јасна. Нема да молчиме, нема да заборавиме, нема да простиме додека не дојде правдата. Огромен бил притисокот на Софија да се одложи расправата за извештајот на ВАјЦ за напредокот на Македонија, во кој беа поднесени 4 амандмани за македонскиот јазик и идентитет. Известувачот во меѓувреме за Политико изјавил дека токму неговото одбивање да попушти на тој притисок станал мета на клевети и закани од Софија. Македонските власти се уверени дека извештајот на ВАјЦ сепак ќе биде изгласан и очекуваат Софија да престане со уцените. И лидерот на СДСМ Филипче на став дека Бугарија треба да се однесува европски. Јана Јосифовска со деталите.
Канонада од клевети, закани и притисоци за известувачот на Европскиот парламент за Македонија Томас Вајц од бугарска страна. Тој во изјава за бриселски политико се пожали дека станал мета на закани од Бугарија, затоа што одбил да потклекне на притисокот од Софија околу извештајот за напредокот на Македонија, во кој беа поднесени неколку амандмани со кои се нагласува македонскиот идентитет и јазик, пошто Бугарија се крена на нозе. Притисокот од официјална Софија да се одложи расправата за извештајот бил преголем, пишува Политико, а според извори на бриселскиот портал, дури и бугарскиот премиер Желјасков се вклучил јавувајќи се на Роберта Мецола за да интервенира за одложување. Сите 17 бугарски представници во Европскиот парламент потпишале писмо во кое увид имал Политико, а со кое го осудуваат Вајц и го критикуваат дека одработувал за македонската влада. Тој пак неколку пати досега јавно сведочеше дека се соочува со притисоци и закани, но и покрај одложувањето на неговиот извештај за земјава во Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент, кажа дека апсолутно стои зад документот. Стандардно е да се среќаваат представници од земјата за која се однесува извештајот, а не од нејзиниот сосед. Бугарските политичари прават се што можат за да го побијат извештајот, вклучувајќи кампањи за клевета, лажни обвинувања за корупција, лажни обвинувања за пристрасност. Клеветничките кампањи се обидуваат да го забават процесот на пристапување на Македонија во Европската Унија. Лидерот на СДСМ Венко Филипче смета дека Бугарија треба јасно да каже дека нема да има непринципиелни барања. На средби со граѓани во Прилеп кажа дека СДСМ работи и лобира кај сестринските партии од ПЕС за поддршка на извештајот за Македонија. Бугарите треба да направат навистина еден чекор кога еден нивни сосед кој што има аспирации да стане земја членка во Европска Унија, да се однесуваат по-европски. Ако ние стравуваме дека утре може да има некаква блокада на непринципиелна основа, на основа на јазикот, идентитетот и така натаму, нека покажат европско однесување и нека кажат дека нема да го има тоа. Нека кажат, ние сакаме нашите соседи да се во Европа, еве ќе ви дајаме поддршка. Не се грижи да нема да има такви барања. Тоа е вистинска добрососедска политика, не само да притискаш некого што е помал и послаб. Коментирајќи ги случувањата во Европскиот парламент за извештајот за Македонија, министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски во изјава за Канал 5 од Париз посочи дека е ноторен факт дека Бугарија влијаела на влошување на односите и создавање на тензија помеѓу народите. Тој повика на рационалност и свесност кај сите членки на Унијата за нашиот пат кон ЕУ и ја повика Софија да престане со уцените. Оптимист е дека извештајот сепак ќе биде изгласан. Од Софија се уште нема одговор ниту за иницијативата на европските челници за средба меѓу председателите на Македонија и Бугарија Силјановска и Радев на маргините на НАТО самитот на крајот на јуни, кажа Муцунски, нешто што требаше да помогне во затоплување на односите меѓу двете земји. Тоа што се случува со европскиот процес е повеќе од застој. Тоа е неправда. Европската идеја не смее да се сведува на билатерални уцени, вели министерот за внатрешни работи Панче Тушковски околу барањата на Бугарија во интервјуто за независната балканска новинска агенција ИБНА. Како влада ќе продолжиме да работиме на реформите, на владење на правото, на борба против корупцијата. Не затоа што некој ни го наметнал тоа, туку затоа што тоа е потребно за нашето општество. Но истовремено ќе го кажеме јасно и достоинствено нашето доста е. Време е Европа да се соочи со прашањето дали Западниот Балкан навистина е дел од незината иднина. Ако одговорот е да, тогаш вратите треба да се отворат со почит и партнерство, а не со нови барања и условувања, нагласил Тошковски. Министерот за социјална политика, демографија и млади Фатмир Лимани денеска престојуваше во Корча, Албанија на официјалниот почеток на туристичката сезона со познатиот маскен бал од Корча, од каде најави отворање на македонски конзулат во овој град. Во изјава за албанските медиуми тој најави дека во тек се активности за отворање македонски конзулат во овој град во југоисточна Албанија. Ја разгледуваме можноста за отворање конзулат, тука што ќе биде можност повеќе за заедничка туристичка понуда, но и за унапредување на соработката во целина. Чест и посебно задоволство ми е што денеска се наоѓам во Корча по покана на градоначалникот Сотираќ Фило, за да присуствувам на официјалното отворање на летната туристичка сезона 2025, објави ABC News. Градоначалникот на Корча Фило рече дека е важно да се понудат заеднички туристички пакети што ќе биде нов импулс во промовирањето на убавините на двете земји и привлекување што поголем број туристи.
Според телевизијата, Корча, Охрид, Струга и целата околина веќе имаат потенцијал да станат туристичко подрачје кое може да привлече посетители од регионот и пошироко. Толку во вечерните вести. Останете со програмата на Канал 5. Пријатна вечер.